Последни вести денеска, добро вечер. Се нормализира состојбата со чадот, кој што речиси во текот на целиот ден проследен со силна миризба беше присутен во Скопје, како резултат на околните пожари на Китка и на планината Жеден. Нормализирано и нивото на загадување, кое во еден момент го смести главниот град на земјава на листата најзагадени во светот, според апликацијата IQ Air. Од Дирекцијата за заштита и спасување информираа дека пожарот на планината Жеден на целото Бојане е ставен под целосна контрола и се очекува во текот на ноќта да биде и целосно изгаснат. Активни пожари има и кај местноста Видуш, Македонски Брод, кај селото Пиперово во општина Струмица, селото Митрашинци Беровско, селото Сушица во општина Петровец и селото Трново во општина Гостивар. Благодарение на храбрите и пожртвувани пожарникари од Тетово, пожарот кој што неколку денови беше активен на планината Жеден и кој што навлезе во аторот над село Бојане, веќе можам да кажам дека ставен под целосна контрола, најверојатно ќе биде и целосно изгаснат. Со тоа значи дека и чадот кој што одовде се одеше во насока на Скопје и го чувствува скопјани на секаде низ градот, значително ќе се намали. 44 случаи на западно-нилска треска се потврдени во земјава, информираше министерот за здравство Клековски при неговата посета на клиниката за инфективни болести и Институтот за јавно здравје. Клековски кажа дека од потврдените случаи 43 се хоспитализирани, а поголем дел од нив се во невроинвазивна форма на болеста. Тој посочи дека има знаци кои што упатуваат на тоа дека епидемијата стагнира. За да се спречи појавата на застоена вода, дел од општините наложија исклучување од функција на фонтаните и јавните чешми. Последниот пациент од Драчево, да не ги уречам Драчевчани, беше на 9 август, земајќи во обзир дека вонредните прскања по индикации таму беа од земја направени на крајот на јули, а потоа беше дополнително направено и прскање на водените површини, може би дава ефект. Земајќи во обзир дека до сега со прскање беа уфатени двете најкритични општини, тоа се Кисела вода и Гази Баба, каде што се половина од сите случаи. Ако видиме стагнација во двата епицентри на епидемијата, може ќе водиме кон стишување. И затварањето на фонтаните за пиење на вода не е лесна одлука која што ја донесовме, но исто така и една фонтана која што сме ја поправиле за многу кратко време, за жал, од не знам какви причини се уништуваат и имаме веќе потенцијално жариште да се создава. Затоа донесовме една одлука додека е овој период на алармантна ситуација да го спречиме сето тоа што можеме да го спречиме. Артан Груби седна на обвинителна клупа во кривичниот суд за случајот Лотарија. Обвинителството со над 200 материјални и вербални докази ќе докажува вина за поранешниот прв вице-премиер и за уште 7 мина кои се товарат за злоупотреби на службената положба, дека со пречекорување на овластувањата причиниле штета од над 8 милиони евра. Михајло Видимриски има повеќе. Поранешниот прв вице-премиер Артан Груби седна на обвинителна клупа откако против него и 7 други лица беше поднесено обвинение за злоупотреби при набавка во државна лотарија. По 6 месеци во домашен притвор, утринава беше спроведен во Скопскиот кривичен суд. Но наместо низ главниот влез на судската зграда, каде вообичаено ги спроведуваат обвинетите кои се со мерка домашен притвор, со полициско возило Груби беше спроведен преку гаражите на судот. Во истрагата за случајот беше осомничен за проневера во службата, но обвинителството го преквалификува делото во злоупотреба на службената положба и овластување, за кое е предвидена поблага казна, односно од 1 до 5 години затвор.
Вториот обвинет, кој имал реално влијание во раководењето на АД Државна лотарија, во својство на одговорно лице председавал со седница на влада на Република Македонија, во својство на собрание на Државната лотарија и предложил вака дополнителната точка на дневен ред да се усвои, иако бил свесен дека одлуката не е во надлежност на владата како собрание на акционерското друштво. Стои во обвинението. Прво обвинет во случајот е поранешниот генерален директор на Државна лотарија Перперим Бајрами, кој е во бегство и за кој се уште има активна потерница. Обвинети се и поранешниот генерален секретар на влада Методија Димовски, потоа поранешниот председател и членови на надзорниот одбор Скендер Мехмети, Бојан Јанев, Фатмир Рамадановски, Александар Димитриовски и Башки Мавди. Сите се товарат за исто кривично дело – злоупотреба на службената положба и овластување. Според обвинението, во текот на 2023 и 2024 година, заеднички презеле действија со кои ги пречекориле границите на своите посебни овластувања и должности и со намера на Државна лотарија и нанеле штета од 8,2 милиони евра. Пред судот обвинението го застапуваат обвинителите Александар Коцев и Александар Давчевски од Скопското обвинителство. Винака и обвинетите ќе докажуваат со 231 материјален доказ и 7 сведоци. На денешното прворочиште на обвинетите им беа доставени доказите и беше договорена динамиката на рочиштата. Со оглед на тоа дека се работи за обвинителен предлог и судење кое што се води по скратена постапка, судиката Билјана Шуплиновска Јовевски им даде 10 дена простор за обвинетите да ги видат материјалните докази. Следно рочиште за предметот Државна лотарија е закажано за 7 септември. Сега обвинетиот поранешен прв вице-премиер Артан Груби, кој во случајот го застапуваат двајца адвокати, Гоце Ристевски и Владимир Доневски, речиси 1 година беше во бегство. Во декември 2024 преку граничниот премин Блаце кон Косово пешија преминел границата, иако бил на стоп листа. На 23 февруари годинава, во утринските часови се појави на истиот граничен премин каде беше уапсен. Но по распитот, наместо во затворски притвор кој првично се бараше, обвинителството кое тогаш објасни дека е поради безбедносни причини, побара куќен притвор, мерка која определи кривичниот суд. Нов скок на цените на нафтените деривати. За прв пат по стартот на војната на Блискиот Исток, литар дизел скокна над 100 денари и од полноќ литар ќе се точи по цена од 101,5 денари. Со последната одлука на регулаторната, освен зголемување од 3,5 денари кај дизелот, за денари и половина се зголемуваат и цените на бензините. 95-ка ќе се продава по цена од 93 денари, а 98-ката за 95 денари по литар. Во пресметката влегуваат и намалените акцизи, и тоа за 2 денара кај бензините и за 4 денари кај дизелот. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство на граничниот премин Блаце спречија увоз од Република Косово на 2 пратки млеко со вкупна тежина од 27.520 килограми. Поради утврдено присуство на афлатоксин над максимално дозволените концентрации и дефинирани со позитивните законски прописи, извести АХВ. Небезбедните количини млеко, кои што биле откриени минатата недела, а биле наменети за пласман во Синџир маркети во земјава, под надзор на официјален ветеринар, нештетно се уништени на депонијата Дрисла. Мострите за лабораториско тестирање на двете небезбедни пратки земени се во рамките на мониторинг програма, која што инспекцијските служби на АХВ на граничен премин ја реализираат за пратки со храна од животинско потекло кои што се увезуваат во земјава. По долгогодишно боледување почина бизнисменот Огњан Циговски. Тој беше долгогодишен раководител на скијачкиот центар Маврово и председател на Скијачката федерација на Македонија, со што остави силен печат во македонското скијање. Циговски со години беше главен управувач и собственик на ресортот Маврово, кој што ги опфаќа скијачкиот центар Маврово, како и познатите хотели Бистра, Спорт и Лодка. Тоа беше се во вечерното издание на вестите. Благодарам за вниманието.